дека Чекориме низ Скопје е неизоставен дел и објект кој што не можете да не го забележите и секако градскиот музеј на Скопје. Затоа денешната емисија посветуваме токму на значењето и на символиката на градскиот музеј за градот Скопје и преку една временска машина во денешното интервју со доктор Панче Вилков, инаку директор на градскиот музеј, ви откриваме многу повеќе за градскиот музеј, за неговото настанување, меѓутоа и значењето кој што го има овој објект во современието. Господин Панче, ви благодарам што ја прифативте поканата денеска да гостувате во емисијата Мој збор. Зборуваме на тема културни богатства на Скопје. Па кога зборуваме на оваа тема, мислам дека неизоставен дел е секако градскиот музеј, односно музеот на град Скопје. Мислам дека историски тој учествувал и во државотворноста на македонскиот народ, некако е чувар на сите културни богатства и на националната свест на македонскиот народ и од современ контекст секако има многу значајне за многу работи, за многу аспекти во современиот живот. Оно што на почетокот би сакала да ве прашам и ве како воведно прашање, мислам дека ќе им ја разрешиме и дилемата на нашите гледачи со тоа, историјатот на зградата во која што моментално се наоѓаме, кога е изградена и секако кога е етаблирана ова институција културна како културна институција во една државна смисла. Значи, токму пред нас се наоѓа макетата на музеот на зградата на музеот на град Скопје, зградата во која што сега се наоѓа музеот. Таа зграда е инаку зграда на старата железничка станица во Скопје. Јас како скопјанин се сеќавам на железничката станица. До оваа железничка станица јас сум патувал, сум бил 2 пати со директен воз до Москва. Имаше директен воз до Москва, 50 часа се патуваше од Скопје без менување до Москва. И тоа беше едно големо доживување и зградата представувала од самото нејзино отворање амблем на градот, бидејќи представувала навистина импозантен објект. Започната е 1936 година, завршена 1939 година и 1936 година во тогашната Југославија таа представувала најголем капитален проект во целата држава, што е започнато. Да се потсетиме, Југославија не беше погодена од кризата во 30-тите години, како многу малку земји во Европа, како резултат на различни економски и политички предуслови, така да може слободно да се каже дека тоа во 36-та година ова представувал еден од најголемите градежни проекти воопшто во Европа што се започнали, што се изгради. Бидејќи остатокот од Европа е погоден се уште е во економска криза. Зградата е изградена по проект на српскиот архитект Велимир Гавриловиќ, за кого за жал не знаеме многу. Една од задачите е да испитаме со колегите од Белград што и како е и да на некој начин го рехабилитираме и му ја дадеме значењето и важноста која што тој заслужува. Изградена е во модернистички интернационален стил, кој што е карактеристичен за 30-тите години, ама токму поради овие услови кои што пред малку ги напоменав, нема многу вакви објекти од ваков калибар, од ваков размер и од вакво значење. За жал, во земјотресот зградата беше многу оштетена, тоа се гледа на оваа макета и таа после тоа стана на некој начин и символ на оштетувањето што го претрпе градот Скопје и на неговата регенерација, обнова, тоест воскреснување. Беше донесена одлука да се запази во таа форма на 30% од објектот срушен и со часовникот што стои го покажува часот. Така, иако овој музеј кој што влезе музеот на град Скопје тука подоцна во 70-тите години не е музеј за земјотресот на град Скопје, меѓутоа земјотресот на град Скопје е еден момент кој што еден настан кој што многу го дефинира музеот, зградата, меѓутоа исто така и музеот, а и градот Скопје, за кое што е една посебна тема за дискусија
наредната година ќе биде комеморација од бидејќи 2023 од 60 години после земјотресот, па тоа ќе биде тема за која што многу ќе се зборува. Она што би сакал да кажам исто така е дека во врска со железничката станица, ова ние скопјани ја велат стара железничка станица, меѓутоа пред оваа железничка станица имало друга железничка станица, која што е отворена далечно 1873 и представува прва железничка станица која што го поврзува Скопје со Солун. И има една надпревар, компетиција помеѓу неколку такви објекти кои што сака да бидат први, пошто се градат со голем елан железничките пруги во Балканот. Тоа е почеток од француски, германски предприемачи и фирми, компании. Меѓутоа, како сплет некои на околности, токму оваа железничка станица, која што е практички на истото место изградена, е прва во Балканот. Значи, не само што е прва пруга во Балканот, туку и прва железничка станица која што е изградена овде неколку месеци пред некои други во Грција. Токму на оваа локација во Скопје. Потоа оваа железничка линија се на неја се надоврзува линијата Скопје-Белград, тоест Белград-Скопје-Солун. Оно што ми го привлече моето внимание во вашиот одговор, напоминавте дека самата зграда го има зачувано тој автентичен изглед по урнатините, односно по земјотресот во Скопје, и исто така е евидентен и може да се забележи часовникот кој што за секогаш престанал да го одбројува времето. Посетителите на градскиот музеј може да видат и многу автентични фотографии од кои настанале во времето после земјотресот, исто така еден интересен наслов што го прочитав е културното богатство под урнатините. До која мерка градскиот музеј прави обнова, затоа што прочитав некаде дека скоро е направена обнова на зградата, а до која мерка ја задржува автентичноста баш преку тие руини и урнатини на самата зграда, за да го чуваат споменот на едно време. Така сега, ситуацијата е доста комплексна. Се наоѓаме овде моментално во холот на бившата железничка станица. Во раните 80-ти години, ако не се лажам, не ги знам точно годините, со интервенција на хрватскиот архитект Каворич е извршена интервенција во холот овде и поставена со ова наречени рампи, ако не се одметен оваа конструкција, која што возможува да суспендиране на железни затеги на горниот плафон, кој што возможува да се искористи за разноразни потреби изложбени овој дел, овој голем хол од објектот. Сега се поставуваме прашање дали е потребно тоа како таква да се задржи или да се ослободи просторот и да се поврати големината на волуменот на овој хол во кој што сега се наоѓаме. Со последната интервенција која што е направена, се не е интервенирано многу во однос на постојната архитектонска организација на зградата, ама некои работи се додадени на изведени кафич, потоа некои средени се изложбените сали, кои што веќе претходно беа дефинирани како такви, и исто така е дизајнирана една мала просторија за видеопроекции, во која што е запазен оригиналниот перон, интериерот по кој што се симнува патниците да се качат на возовите. Би било убаво да може уште нешто од оригиналната зграда повторно да си најде некоја нова функција. Ми имаме овде, например, оригинални лустери фантастични, кои што сега публиката не може да ги види, бидејќи тој простор е депо.
Така да, тоа останува едно големо прашање. Јас направив еден напор и поканив француски архитекти и специјалисти за заштита на културно наследство, кои што цел живот работат исклучиво на музеи, и тие дојдоа, беа тука една недела и ни дадоа предлог како да се реорганизира зградата. Влезната партија исто, започнеме за тоа, и предлагаат многу радикални промени на зградата, морам да кажам, и ќе видиме што тоа може да се имплементира, да се искористи, да се реализира. Треба и буџет, меѓутоа треба вдека и една волја и решителност да видиме во кој правец треба да се движи овој објект. Сакам да потенцирам дека уште еднаш дека зградата во музеот на Македонија на градскиот музеј, била позната железничката станица од највидни архитекти европски и светски како најубава железничка станица на Балкан. Така да би ми било многу драго да може уште повеќе од оригиналниот изглед, таа алура, тој габарит и едноставно културно значење на тој објект да може назад да се поврати. Јас мислам дека може. Значи, она што ќе го прикажете во вашата репортажа, најубавиот дел од последната интервенција во музеот е салата за представување на различни видеопроекции. Таа е малку VIP, ја викам дека нема многу сетишта. Меѓутоа, тоа е простор затоа што е запазен оригиналниот простор од перонот со оригиналните фасадни, со оригиналните зидови обложени со алабастер, во кој што патниците во станицата влегувале по тие скали и се стемнувале и доаѓале до пероните на кои што се качувале на возовите. Интересно е да се напомене дека е сочувана оригиналната интарзија, украс амблем направен од стуко, кој што е од времето кога е направена станицата и е амблем на железничарите на тогашното кралство Југославија, кој што изгледа многу модерен, бидејќи е правен токму во тој меѓународен стил. Вакви елементи декоративни, скулптури, обработки на фасади, воопшто на представување архитектонско и уметничко не среќаваме многу во Европа кои што се сочувани од различни причини. Не има многу изградени. Има во влезот на музеот за модерна уметност во Париз и кејот покрај Сена. Јас не познавам други во Европа и еве истото овде кој имаме во музеот, кој што е прекрасно уклопено со оваа нова интервенција. Таа треба да се стави сега во функција со тоа што планираме тука да се покажува некој материјал кој што ќе ја раскажува приказната на градот Скопје. Посетителите на музеот многу често своето искуство при посетата на музеите го споредуваат со патување низ историјата со временска машина. А моето следно прашање е колку цивилизацијски времења преку материјалните сведоштва и пишаните извори се застапени во градскиот музеј на град Скопје. Значи, почнуваме од неолитот, тоа е 5-6 години пред нашата ера. Тоа е археолошката збирка во музеот, кој што ви имавте можност да ја видите, па таа е до римско време, каде што е локалитетот Скупи, со значени артефакти кои што ги поседува музеот, кои што некои од нив прва треба да се и представат на скопската публика и да се обработат и конзервираат. Од овие богатства би го издвоил познатиот Адам од Говарлево, која што е единствена машка фигурина од тој период, бидејќи исклучиво се представени она што се наоѓа се женски фигури на Божицата мајка, а ова е
фигура што представува машко торзо. Таа е веројатно еден од најзначајните експонати и највредните, секако што го поседува музеот. Потоа хронолошки имаме многу значајна после археолошката збирка, имаме многу значајни артефакти од средниот век, имаме, тоа е историска збирка, потоа збирка исто од областа на историјата на уметност. Тука имаме значајни икони, имаме копија од икони на најзначајните фрески во Македонија, како што овде може да се види во канцеларијата на директорот, кои што се уникатни во Македонија, кои што не се доволно никош искористени за едукативни свршки, бидејќи тие се направени со цел да едуцираат, за да не мораме не секој можност сите има многу манастири и цркви во Македонија да се посетат. Има значајни историски документи, па историската збирка, потоа многу документи од времето на земјотресот, создавањето на модерно Скопје. Потоа многу значајни документи во архитектонска смисла од тоа како е изградено Скопје денеска од архитектите Кензо Танге со неговата екипа. Има макети за тоа како треба да изгледа центарот на Скопје, целата урбана агломерација, кои што се исклучително добро направени и од други исто архитектонски студија, кои што се ги поседува музеот и кои што предизвикуваат денес многу голем интерес во светот, што бака мислам е интересно да се забележи. Тие веќе неколку изложби патувале, а меѓу другото наредната година треба да има изложба за Скопје во Кунсткале во Виена, кој што е врвна светска институција. И овие макети и историјата на градот Скопје и земјотресот представена преку поставка на музеот треба да зазема централно место во оваа поставка. Изложба веќе е предвиден датумот на отварање на 20 април. Тоа што се однесува до архитектурата, да не ја заборавиме современата, модерната и современа уметност. Имаме значајни слики тука од периодот на модерната, многу значајна колекција од Мартиновски, негови помалку значајни дела, меѓутоа некои многу значајни, како ова, например, Пројсија Котомија. Потоа цртежи, имаме колекција на фотографии од Марина Абрамовиќ, кој што е исклучително вредна, има и колекции на слики и уметнички дела од други значајни, најзначајни македонски сликари и уметници, а исто така и од странство, не само од Македонија, значи таа е меѓународна колекција, тоа е делот од современата уметност. Така да не ја забравиме етнолошката колекција, која што е една од најбогатите во Балкан. Така да од овој аспект, кој што е најзначаен, бидејќи музеот се занимава пред се со грижење, зачувување, конзервирање и представување на колекциите кои што ги поседува. Од овој аспект музеот завзема единствено место во Балканот. Јас не познавам ни една институција, значи има 7 волети, аспекти или различни фиоки, да ги кажеме, фајлови, во кои што има различни типови колекции, збирки на уметнички културни блага. Јас не познавам ни една институција која што има толку разноврсно богатство. Етнолошките, имаме тука, например, наметки кои што се конзервира оваа година, кои што не се представени за јавноста, кои што се бродирани, извезени со сребро и со злато, кои што се уникатни на Балканот, никој друг ги нема, бидејќи музеот има колекции на многу од овие
фолклорни работи од Косово и од Јужна Србија, а и од соседните, и најмногу се разбира од Македонија, која што е исклучително богата во овој контекст, така да навистина има многу што да се покаже. Голема одговорност е оваа работа. Се надевам дека музеот ќе види подобри денови во иднина. Се надевам и јас исто така. Она што може да се забележи дека зградата на Градскиот музеј денеска представува еден од најмаркантните објекти низ Скопје, може далеку да се забележи и некако на сите им го буди тоа љубопитство што и на странските туристи нели зашто се работи тука, несумнено е репрезентатив на македонското културно богатство, односно на културното богатство од територијата на градот Скопје. Колку туристичките мрежи, туристичките агенции, комори го препознаваат и препорачуваат Градскиот музеј, дали сметате дека во таа насока можеби треба да се продолбочи соработката и да стане туристички центар токму оваа место? Ова е многу добро прашање, треба да се подлабочи, треба да напоменеме дека поради интервенциите што се случуваа во музеот, кои што не беа мали, музеот беше де факто затворен за јавноста, сега го отворивме и ќе се обидеме да реализираме таа соработка. Навистина треба да се трудиме, немаме многу персонал. Ќе се обидиме да направиме што можеме. Во врска со значењето за градот, би сакал овде нешто да напоменам. Има неколку ситуации овде кои што се доста комплицирани. Сигурно сте забележале со овие интервенции од три страни на музеот на турската фирма Лимак, во голема мера е оштетен културното значење. Се бидејќи се тие претерано близко залепени. Позади се практички нема простор. Таму е отвореното графичко студио. Така да е останата само главната фасада, северна, која што гледа на главната улица Македонија. И тука треба да поработиме за да таа, каде што е големиот часовник, се гледа дел од руината и влезот на музеот. И ќе треба со скромни буџети, кои што ќе ги имаме за 2023 година, да ја средиме таа влезна партија. Ќе се консултираме со нашите пријатели, со овие архитектите кои што ги спомнав од Франција и да видиме како тоа би можеле да го средиме. И тоа ќе ги привлече уште повеќе туристи кои што и онака доаѓаат многу во музеот. Приказната за земјотресот многу ги интересира луѓето. И тоа што представува градот, ликот на градот кој што е толку модерен денес, нели, особено со интервенции во 2014 и така натаму, сепак невообичаен за еден ваков голем град и тоа е една приказна која што треба туристички да се искористи. И сега веќе тука има работи кои што го излегуваат надвор од доменот на музеот. Тука веќе и градот, самите туристички организации треба и тие малку да покажат иницијатива, затоа што значи музеј како институција е институција која што напомнав со што треба да се занимава. Значи тоа е стојната дејност, а не треба да нели ги и комуницира со туристичката инфраструктура и така натаму. Таа сама по себе не може да ја замени туристичката инфраструктура, по моје мислење не треба, затоа што и таа веќе постои во Македонија, значи не мора. Музеот е еден храм на културата и на уметноста, кој што е репрезентативен, меѓутоа истовремено и депозит. Тоа значи што ме депозит, тој основните клучот на активностите е да се грижиме тие работи, сите тие богатства да се соодветно сочуваат и да се соодветно презентираат и тој е лимитиран со зидови. Значи, ми имаме зидови многу интересни, бидејќи самата зграда е културно наследство и е голема, не е целата искористена, така да тоа е сосема доволно како ангажман и работиме на тоа токму во тие рамки, во тие зидови, во тој оквир, да, што може повеќе да направиме што поубава куќа, што поубава представа, што поубава представување, што поубава
што поубава работа, што повредна, што поуспешна, која што ќе представува витрина за градот, всушност. А за комуникација сме отворени со секој. Уште едно последно филозофско прашање, би сакала да го слушнам вашето размислување. Некако постојано зборуваме и цело време во текот на нашиот разговор за времето, го споменавме и нели часовникот кој престанал да го одбројува времето за време на земјотресот. Се враќаме во историјата, историските перспективи на музеот, ги разгледуваме современитоста. Ме интересира колку модуси на временитоста застапува и изгрижува градскиот музеј, дали тој е поврзан само со историјата и колку всушност ни ја дава перспективата и увидот можеби кон иднината, присуството и откривањето на сите културни богатства кои ги има и се присутни во градскиот музеј. Сега мислам дека на ова прашање може да има многу одговори. Еве јас ќе се задржам на тој аспект на град. И тоа што значи современост и модерност, модернитет, да се биде модерен. Значи, овој ситуацијата на изградбата на Скопје, обновата на Скопје после земјотресот, за кој што една приказна раскажува и музеот, нели? И всушност направена во време на кога прогресивната идеологија во светот царува со модернизм. Концептот на време е многу значаен во таа идеологија, движење, разбирање и така натаму. И тоа подразбира дека сите достигања на техниката, на науката, на модерноста, дека придонесуваат за прогрес и добробит на човек. И во тој контекст сите прогресивни сили во светот се собрани тука, се собраа, ма буквално со неверојатен одзив да даде свој придонес за изградбата на еден совршен град во таа социјалистичка Југославија. Да придонесат во изградбата на утопијата. Денес живееме во многу различен свет. Прогресот не е еднозначен, цикличен е гледа на сите, Европа е погодена од војни. И можеби заради тоа има таков, секако има таков интерес овие макети, луѓето сака да ги видат и да му го покажува се на цел свет, доаѓа од Кускалија, не само Европа, буквално се. И за да се домогнат, ако не во јаве, бар на изложба, едно парче од утопијата во совршениот град, кога веќе не може во јаве. Не би сакал да звучам негативно, нити нихилистички, меѓутоа се обидувам да бидам реален и колку може да заземам дневна дистанца од оваа институција и од овој град и воопшто од епохата. Меѓутоа, ако веќе сме кога не може да има таква линеарност и прогресивност во времето, бар да бидеме, да веруваме во цикличноста, што значи дека овој период ќе го оставиме позади нас и пак ќе најдеме снага да веруваме во една нова утопија. Мислам во една нова идеја, во една нова страст за еден нов поубав свет, за еден поубаво, по-социјално, по-праведно општество, поубав град, посреден и така натаму, наместо да живееме со проблемите со кои што сега да живееме. Мислам дека тоа без тоа не може да постои човештвото. Јас ќе се согласам со вас дека западната цивилизација која што е преоптеретена со прогресот може треба да се подсетиме, односно да ја кажеме она фраза и цитат од Ремарк дека на запад ништо ново и дека сепак се вртиме во круг, се соочуваме со истите проблеми од праисторијата, човештвото со војните, со кризите и така натаму. Утопијата е убава само да веруваме во неа, меѓутоа е убаво да се има нели таа верба и понекогаш да се гледа со розови очила. Вам ви благодарам на вашето денешно гостување во емисијата Мој збор. Ви посакувам многу успех во вашата понатамушна работа и да ги остварите сите цели со градскиот музеј што сте ги зацртале. Ви благодарам на вниманието и на овие прашања.
Скопје изобилува со културни богатства, а улогата на градскиот музеј е да ги зачувува спомените од едно време и секако да ни помогне да откриеме повеќе за нас, за нашиот цивилизацијски напредок и да го откриеме нашиот колективен и личен идентитет. Затоа денешната емисија ја посветивме токму на градскиот музеј на Скопје и разговаравме за неговото значење, за сите перспективи и што треба да се направи за да се подобри статусот на градскиот музеј и што е тоа што треба да го привлече повеќе вниманието на туристите. Ја следевте емисијата Мој збор, а ние се гледаме веќе следната сабота.